Апаратите кои ги имаме во домовите знаат да бидат штетни по здравјето на луѓето, некои помалку, но некои повеќе. Според направените истражувања, најмногу зрачат индукцијските плочи, односно рингли или слични уреди што загреваат брзо по пат на индукција. Постојано зрачат рутерите, затоа не е добро да се спие во соба во која има рутер. Треба да се внимава истовремената употреба на неколку електрични апарати во домот да биде кратка. Старите телевизори исто зрачат многу. Задолжително е оддалечување од 2 до 3 метри од екранот. Микробрановите печки се приказна по себе, бидејќи исто така зрачат повеќе од дозволеното, но затоа пак не се вклучени постојано, туку се употребуваат неколку пати на ден. Наповедок е технологија на електропорација која е уште поригорозна околу ефектите на термичка обработка и електромагнетните зрачења. Според истражувањето на кое се работеше околу 6 месеци, се покажало дека луѓето знаат дека уредите зрачат, но не се информирани колку треба да зрачат и каква е состојбата во нивниот дом. Сретен Давидов, доктор на науки по електротехника, за МИА вели дека последиците од поголема изложеност на електромагнетни зрачења се вознемиреност, анксиозност, термичка оптовареност, неудобност. Во најлош случај влијае на стимулација на нервите, стимулирање неконтролирани движења и потези, влијание на ткивото на мозокот поради зрачење на телефонот, претежно при употреба на десното уво. Давидов додава дека овие зрачења на уредите, лаптоп, фен, микробранова, индукцијска печка, телевизор со катодна цевка доведуваат до состојба на подгревање одредени делови на телото, како рацете, главата, трупот, пецкање што води до неудобност, анксиозност или вознемиреност. Кај мобилните телефони, додава Давидов, потребно е да се разграничи. Едно е употребата во рацете за гледање содржина од маркетиншките платформи, како Facebook, Instagram, портали, веб страни и слично, а друго е преку неговата можност за комуникација. Кога мобилниот го прима сигналот, забележуваме зголемување на електричното и магнетно зрачење, со препознатливи шпицови во одредена фреквенција на операторот. Зрачењето зависи од мобилниот уред, за кој пак на глобално ниво нема строго определени вредности како гранични. Најголемиот проблем настанува кога покриеноста на мрежата е слаба и мобилниот се труди да воспостави контакт, например во лифт, на поле или планина, при што се зголемува неговата температура и се предава зрачење во форма на топлина, кое е поврзано со време траење на зборување. Исто така, зрачењето на мобилниот телефон има големо влијание кај адолесцентите до 15 години, особено во развојот на мозокот, негативно влијае во памтењето. Во поразвиените земји има формирано посебен институт за неионизирачки зрачења, каде се спроведуваат мерки, кампањи, каде што секој заинтересиран граѓанин може да земе мерни апарати и да мери не само во својот дом, туку и секаде каде што се движи, како за себе, така и за сите членови во семејството. Превентивните мерки се соодветна оддалеченост од уредот, ограничена временска употреба во текот на денот, внимателност при истовременоста на употреба, преместување на рутерите од дневните соби, комуникација на телефон преку звучник и така натаму. Паметните телевизори да се поврзуваат со мрежен кабел со рутерот, да не се користи опција Wi-Fi.